Благодарам, председател на комисија, почитувани колеги. Со измените и дополнувањата на Законот за управување со конфискуван имот, имот на корист и одземени предмети во кривична и прекршначна постапка, се надминува едно од круцијалните прашања во овој закон, а тоа е прашањето за постапување со привремено одземените предмети. Именно чувањето на овие предмети се до правосилно завршување на постапката, која трае долг временски период, е поврзано со големи трошоци, бидејќи подразбира обезбедување на соодветен простор, услови за чување и така натаму. Ова е особено предизвик со привремено одземените возила, за кои е неопходно поголем соодветен простор за чување, физичко обезбедување на истите, како и други услови. По правосилност на судската одлука, доколку со истата е изречено одземање на предметите, во случајов возилата, пазарната вредност на тие возила со текот на времето е сериозно и значително намалена во однос на времето кога истите биле одземени од лицата кога е започната постапката, па со цел да се надминат овие состојби, предлагаме решенија кои обезбедуваат ефикасност и економичност во работење. Предлагаме измена на членот 35 од законот со кој се регулира постапката во зависност од тоа дали се работи за одземени предмети кои се во промет и нивното управување е сврзано со поголеми трошоци, односно кога трошоците за одржување ја надминуваат вредноста на предметот или се работи за предмети кои се надвор од промет. За првите се предлага барање согласно со собственикот, односно органот кој ја донел одлуката. Ако одлуката ја донел судот согласноста ја дава врз основа на произнесување, односно позитивно мислење од јавниот обвинител. По добивање на согласноста се врши проценка на вредноста на предметите и истите одат на продажба или согласно одлука на влада истите се отстапуваат на државен орган. Истовремено да напоменеме дека ваквиот предлог не е на штета на лицето ако е донесена правосилна одлука за враќање на конфискуваните предмети, бидејќи ако се продадени средствата ќе се вратат од сметката, а ако се отстапени на државен орган, тој државен орган има обврска да му исплати средства на лицето намалена за 7% од проценетата вредност кој органот и ги исплаќа на агенцијата. На овој начин не е нарушен ниту загрозен веќе утврдениот законски начин на финансирање на агенцијата. Ви благодарам. Благодарам и јас за детално објаснување на предлогот на закон. Дали некој